Пациенти со штаки и во инвалидски колички треба да се качат до трети кат без лифт, за да се вакцинираат против хепатит Б. Околу 120 пациенти на диализа бараат пристапно решение. Пациентите со сериозни пречки во движењето реагираат дека вакцинацијата се спроведува во амбуланта без лифт и предлагаат медицински тим да дојде во нивниот центар. Од Диаверум, компанијата што управува со овие центри, велат дека тие само ги упатуваат пациентите, додека вакцинацијата ја организираат Центарот за јавно здравје и локалните центри во своите простории. Над 200 повици дневно во итната помош поради жештините. Зголемен е бројот на колапси. Топлотниот бран го зголеми и бројот на интервенции. Високите температури предизвикаа повеќе повици од итната медицинска помош поради колапси и влошена здравствена состојба кај граѓаните. Од итната медицинска помош велат дека најпогодени се хронично болните, а препорачуваат избегнување сонце во најтоплиот дел од денот и редовен внес на течности. Гори кај Кавадарци и Прилеп. Пожарникари и комуналци се активираа за гаснење на пожарите. Два се уште активни, екипите на терен. Во Кавадаречко и Прилепско и натаму се активни пожари на отворен простор по серијата интервенции на екипите за гаснење. ЦУК информира дека се регистрирани 29 пожари, од кои 27 се изгаснати, а на преостанатите работат пожарникари, комуналци и други служби. Узурпаторката на Куклица заврши во притвор. Ги нападнала полицајците додека ја апселе. Судот прифати предлог за мерка поради опасност од повторување. Во притвор заврши 41-годишната жена од Кратово која беше уапсена по пријава дека нападнала посетители на локалитетот Куклица, а физички ги нападнала и полицајците кои ја апселе. Обвинителството побарало мерка поради опасност од бегство и можност за нови кривични дела, а судот го прифатил предлогот. По 25 години се отстранува стариот подпорен зид во градинката Панорама. Ке се гради нов. Инвестиција од речиси 6 милиони динари за побезбедна инфраструктура. Старото подпорно решение во објектот ќе биде заменето со армирано бетонска конструкција долга 37 метри и висока 3,6 метри. Од општина Центар информираат дека работите треба да завршат за 1 месец, а паралелно се спроведуваат и други зафати во училиштата. Казниво е, ама го има дури и во болница. Ако сакаш да платиш со картичка, плати си ја провизијата. Трговци и институции земаат од граѓаните на доместок за плаќање со картичка, иако казните се од 500 до 10.000 евра. Примери се забележани и во болници каде за исти услуги се бара поголем износ при плаќање со картичка, а казните за прекршување достигнуваат до 10.000 евра. Продавачите, наместо да вршат институционален притисок банките да ги намалат провизиите за користење на платежни картички, започна во пракса да ја префрлаат провизијата на граѓаните, односно купувачите. Објаснувањето е дека банката земала висок процент на име провизија за наплата со картичка, реагира бизнис советникот Павле Гацов. Парадоксално, ама реално, маркетите продаваат поевтино овошје и зеленчук од пазарите. Разликите во цените достигнуваат до 50 денари. Најголеми разлики се забележуваат кај доматите, пиперките и сезонското овошје, каде цените на некои производи значително отстапуваат. Трговците велат дека пониските цени се резултат на големите набавки и честите акции, додека земјоделците посочуваат дека растот на трошоците го ограничува намалувањето на цените. Европските компании ќе мора да означуваат направено со вештачка интелигенција. Почнаа новите правила за дипфейковите, задолжителни ознаки за поголема транспарентност. Компаниите што создаваат или користат содржини генерирани со вештачка интелигенција, како пример дипфейкови слики или текстови од јавен интерес, од сега се должни јасно да ги означуваат
со цел корисниците да знаат дека станува збор за таква содржина. Мерките се насочени кон спречување забуни и ширење дезинформации, а непочитувањето може да донесе високи казни. Српскиот министер за образование има решение за најстарата гимназија во Нови Сад да ја врати на црквата. Предлогот предизвика остри реакции од родители и професори. Министерот Дејан Вук Станковиќ изјави дека можно решение за кризата во гимназијата Јован Јовановиќ Змај би било таа повторно да ја припадне на Српската православна црква. Родителите на учениците го отфрлија предлогот, оценувајќи дека тоа би значило промена на карактерот на училиштето и побараа оставка од министерот. Европа насува од Дунав до Рајна. Долготрајната суша и топлотните бранови го намалија водостојот на главните европски реки до историски ниски нивоа. Проблемите се одразуваат врз пловидбата, снабдувањето со стоки и работата на дел од нуклеарните централи кои зависат од речната вода за ладење. Во Романија со експлозиви се отстрануваше пречка во Дунав за да се обезбеди доволен проток кон нуклеарната централа Черна вода, додека нискиот водостој ја загрозува работата на енергетските капацитети. Украински дрон се урна на руска плажа. Загинаа 7 луѓе, меѓу нив и 3 деца, тврди Кремљ. Москва ја обвини Украина за напад врз цивили. Руските власти соопштија дека во инцидентот во туристичкото место загинале 7 лица, а десетици се повредени. Украина не го коментираше случајот, додека руските власти тврдат дека станува збор за намерен напад, а околностите за падот на дронот не се целосно разјаснети. Хаос во Фнидек, од каде што 50.000 мигранти тргнаа кон Сеута. Градот мириса на измет и на изгорени автомобили, засилени мерки по масовниот обид за премин. Градот на Мароканскиот брег е под силно полициско обезбедување по движењето на илјадници мигранти кон шпанската енклава Сеута. Плажите се затворени, а властите распоредиле сили за контрола на областа каде што мигрантите и натаму се обидуваат да стигнат до Европа. Вулканот Фуего се разбуди. Жители се евакуираат, прекината е наставата во училиштата во Гватемала. Властите прогласија високо ниво на тревога. Евакуација е започната во 2 села во близина на вулканот по ерупцијата и исфрлањето пепел и вулкански материјал. Властите ги затворија училиштата и дел од патиштата во погоденото подрачје, како мерка за предпазливост поради опасноста од нови активности. Бројот на загинати од земјотресите во Венецуела надмина 6.000. Илјадници се повредени и се уште трае расчистувањето на урнатините. Властите соопштија дека во разорните земјотреси во јуни загинале 6.125 луѓе, а десетици илјади биле згрижени во болниците. Од урнатините досега е отстранет само дел од материјалот, додека владата се соочува со критики за реакцијата по катастрофата. Додека кај нас летото носи жештини и борба со топлотните бранови, другиот крај од светот се соочува со снежни бури. Силен поларен бран го погоди Нов Зеланд, предизвикувајќи проблеми во сообраќајот и прекин на наставата. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.